Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешна гостинка е директорката на Институтот за европска политика, доктор Симонида Кацарска. Господјо Кацарска, учествувавте на Белградскиот безбедносен форум. Таму беа и високи представници на Соединените американски држави, Европската унија, НАТО. Едно од тесите на форумот беше дека Русија врз нестабилноста во регионот гради влијание на Балканот. Какво е вашето мислење во однос на овие тези за тој судир меѓу Москва и западните сили тука? Тезата дека Русија има придобивки од нестабилноста на Балканот не е од сега, всушност ја има веќе подолг период како во академските, така и во круговите кои се бават со истражување на јавни политики. Меѓутоа, од наш аспект, ако си погледнеме ние во нашиот двор, очигледно е дека околу дискусијата за примената, односно имплементацијата на договорот од Преспа, како и потенцијалното членство на Република Македонија во НАТО, кое што следува како резултат на имплементацијата на договорот од Преспа, постои несогласување од страна на Руската Федерација во однос на начинот на кој што го гледаат членството на Република Македонија и самиот процес кој што води кон истото. Она што е прифатено и сепак е мој став е дека Русија во овој регион со релативно мала инвестиција, односно со мал ангажман, може на некој начин да влијае на процесите на интеграција на овие земји, повеќето од нив во НАТО и сите со исклучок на Србија и интеграцијата во Европската Унија. На овој начин, всушност, и според мене, успева да биде поголем фактор наспроти Европската Унија, имајќи во предвид силата која што би имала доколку овие процеси не би се случувале. Владата најави сериозно темпо на патот кон Европската Унија, почна скринингот. Каква е вашата оцена за досегашната работа? Во оваа фаза во која што сме, односно во објаснувачкиот скрининг, се уште е процесот многу еднонасочен, односно објаснување од страна на Европската комисија на нашите државни службеници во однос на тоа што се очекувањата од Европската Унија во поглавието 23 со кое започнавме, следното кој што чувме средината на ноември е поглавието за правда, слобода и безбедност, и е многу рано да можеме да ги процениме нашите капацитети, односно што ние правиме за преговорите, бидејќи, како што реков, во оваа фаза Европската комисија само појаснува на нашите службеници во однос на тоа што е правото на Европската Унија во овие области. Сепак, ние стоиме на ставот и како институт дека Република Македонија има предност поради тоа што овие процеси ги започна многу порано од другите земји во регионот и има институционална меморија која што би требала да се искористи за да можеме да се движиме понапред и побргу од останатите земји. Колку очекувате да трае тој процес на преговори со Европската Унија следејќи ги досегашните искуства на другите земји кандидатки? Некое непишано правило од последните неколку години, ако ги базираме своите очекувања на случаите на Србија и Црна Гора, е отворање на две поглавја на меѓувладина конференција, која што има 2 пати годишно, односно тоа би биле 4 поглавја годишно. Ако го имаме предвид нивниот пример, тогаш преговорите би траеле некаде барем 8 години. Меѓутоа, сепак ќе се навратам на тоа што го споменав претходно. Република Македонија во однос на твојата усогласеност со законодавството на Европската Унија е на фаза на која што се Србија и Црна Гора во овој момент. Значи, од кога преговараат веќе неколку години и Црна Гора има отворено веќе повеќе од 30 од 35 поглавја. Имајќи го во предвид нашиот почеток, како земја која што прва започнала, би можеле да очекуваме дека би можеле притискаме барем во нашиот случај преговорите да се одвиваат побрзо, бидејќи дел од тие правни норми ние веќе ги имаме во нашиот систем. Од разни представници на Брисел и други официјални лица стигнуваат различни проценки за
тоа кога земји од Балканов, меѓу кои Македонија, би можеле да станат членки на Европската унија. Последно се спомнува 2025 година. Какви се вашите очекувања? Кога реално Македонија може да стане полноправна членка на Унијата? Во нашиот случај, единствената индикативна дата која што беше дадена 2025 година потекнува од стратегијата на Европската комисија за проширувањето, која што ја објави во февруари оваа година, која е базирана на модел на симулација со однос на тоа кога би можеле најрано овие земји да ги завршат преговорите и да станат членки на Европската унија. Единствениот датум всушност со кој што ние оперираме е таа 2025 година, која што е хипотетичка година имајќи во предвид дека тоа не е почеток на нова финансиска рамка во Европската унија, бидејќи новата финансиска рамка ќе биде 2020 до 2027 година. Не е невидено да се случи проширување на средина на финансиска рамка, меѓутоа не е ни гарантирано истото дека е многу веројатно. Од она што го имаме, навраќајќи се на претходниот мој одговор како искуство од Србија и Црна Гора, многу е тешко дури овие две земји да го стигнат тој датум со сегашното темпо со кое што работат, бидејќи нивните преговори се исклучително бавни. Веројатно крајот на некаде 2027-2030 година се по релевантни датуми, иако навраќајќи се на тоа што претходно го споменав, значи истражувања релевантни во оваа област, кои што направиле модели врз основа на проширувањето од 2004 и 2007 година, потврдуваат дека единствената земја од овој регион која што може да ги исполни критериумите за Европската унија и да биде спремна како што биле земјите во 2004 година кои што пристапиле, од кои што имаме многу добри примери, да не заборавиме, како што е Естонија, тука делумно и Словенија, е Република Македонија. За неја се проектира дека доколку работи всушност на реформите, дека дури ние би можеле 2023 година да ги исполниме критериумите за членство кои што ги има Европската унија, што значи дека во нашиот случај 2025 би била реалистична дата. Меѓутоа, како што знаеме, тоа е датум кој што е оптимистички и кој што го бара регионот. Меѓутоа, во Европската унија постои многу скептицизам во однос на давање датуми и во однос на 2025 како година. Господјо Кацарска, првата фаза од уставните измени поврзани со договорот од Преспа помина. Какви се вашите очекувања? Можно ли е да има и други препреки во натамошната постапка? Уставните измени и процесот кој што е околу нив се ќе траат во наредните неколку месеци. Несомнено беше тешко да се обезбеди првата бројка од 80 пратеници и слушавме доста критики во однос на начинот кој што е употребен во обезбедувањето на тие точно 80 до 120 пратеници. Мислам дека долгорочно, имајќи ги во предвид реакциите кон дел од пратениците кои што гласа, за кои што не се очекуваше дека ги гласаат за истите, и развојот на нештата во изминатите неколку дена во однос на тоа дека чувме дека дел од пратениците на опозицијската коалиција нема веќе да гласаат, ќе действуваат независно. Мислам дека долгорочно не гледам процес во однос на обезбедувањето на двотретинското мнозинство, бидејќи ова беше некако вратата со која што се отвори дискусијата. Кога сме кај критиките за опозицијата, тоа е најцрниот петок во демократијата во Македонија. Какво е вашето мислење за тоа што се случуваше во собранието? Јас директен увид во начинот на кој што беа обезбедени 80 пратеници, за жал немам. Ние имавме во изминатите неколку години, па и подолго, многу црни понеделници, четвртоци и последен е овој црн петок, како што го нарекува опозицијата. Сепак се надевам дека мора да бидеме свесни дека со процедурата во петокот се отвори дискусијата за уставните измени, односно отпочна процес во кој што би требало и опозицијата и власта да разговараат и пошироко со чинителите во собранието, меѓутоа и преку јавни дебати на тоа како ќе изгледаат измените на
уставот. Ви благодарам на одвоеното време. Фала и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.